Почитувани драги студенти, драги гледачи, добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски пулс. Ново издание и последна епизода од серијалот во кој што ќе пативме сите факултетски единици при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Денеска имам чест во студиото да ги угостам Градежниот факултет, односно деканот на Градежен факултет, професор доктор Јосиф Јосифовски и председателот на факултетското студентско собрание Миладин Крстановски. Добар ден и добре дојдовте во емисијата Студентски пулс. Да, ти благодарам, Филип, за поканата. Ми представува особено задоволство да бидам дел од овој подкаст, што станува све популарен меѓу студентите, така да ми е драго што еве ќе поминеме некое време, ќе разговараме за Градежниот факултет, за нашиот универзитет и за студентите на Градежниот факултет. Така, Миладин, добар ден и за тебе. Добре ме најдовме, благодарам пред све за поканата. Имаме чест се задоволство да видим во студио тука и фала за добра пречек. Со задоволство, јас се надевам дека ќе се потрудиме да оставиме печат за Градежен факултет, нели за идните студенти што ќе се запишуваат, па и за сегашните, ќе можат да погледнат епизода во која што ќе биде накратко опфатено студирањето на Градежен факултет, како функционира Градежен факултет, да ги запознаеме ви средношколците и нели како е да се биде студент. Јас секогаш, односно во овој сега серијал што ни помина, изминатиов, каде што ни гостуваат деканите и председателите на факултетските студентски собранија, кога ги започнав разговорите со деканите, секогаш ги прашував како е да се биде декан. Кој е, професоре, како е да се биде декан на Градежен? Благодарам, Филип, за прашањето. Декан на Градежен факултет е една престижна функција, да кажам, и не е само административна функција, туку е функција со одговорност, која што треба да се извршува со чест и да се вложува многу во таа функција и во делувањето на Градежниот факултет. Деканот на Градежниот факултет треба да работи за целиот колектив, треба да работи за студентите, треба да работи со вработените и треба да работи за напредокот на професијата, што значи повеќе аспекти се во кои што он има некакво општествена одговорност да делува и да дава насоки или предлага решенија. Предизвиците на денешното општество се големи, како што знаете, во многу професии, така и во оваа градежна струка, што е велена и нашата професија. И секојдневно од деканот на Градежниот факултет се бара да ги следи состојбите, да делува проактивно, да има своje мислење, да има свој став, и тоа е јавно и сигурно да го изнесува и пред инстанците за кои што, да речеме, во кои што се јавуваат одредени прашања или проблематики, меѓутоа исто така и во рамките на самата единица на самиот факултет. Значи, потребно е да се биде лидер, потребно е да се биде мотиватор помеѓу младите, помеѓу студентите, лидер помеѓу колегите. Потоа потребно да се биде, да се размислува стратешки, значи некои состојби да се гледаат, да се предвидуваат и да се предлагаат решенија и истовремено да се биде, па и да кажам и практичен, да речем, во некои решенија треба да се најде најпрактичното решение. Потребно е да се комуницира многу со луѓето, со вработените, со студентите и да се решаваат проблемите во смисла да се наоѓаат решенија кои што ќе ги задоволат што е можно повеќе страни, да речеме, во даден спор или во дадено прашање кое што потребно да се делува, да речеме, како дека. Така, професоре. И сега ви од една страна како академска личност, професор и декан на Градежниот факултет, од друга страна ги имаме студентите, односно представникот на студентите на Градежен факултет, тоа ни е Миладин, кој што ни е председател на факултетското студентско собрание, како што напоминав и на почетокот, но пред се ти си студент. Па и кога имам, еве за прв пат јас имам гостин од студентите од Градежен факултет и баш ми е мило, па сите студенти што ми гостуваат ги прашувам како да се биде студент на нивниот факултет. Па Миладин, како да се биде студент на Градежен? Интересно, баш како да се ви разпред. Јас сум веќе трета година на факултет, една година како председател и да се биде студент на Градежен факултет е доста интересно, со доста предизвици, секојдневно заради програмите или заради проблемите во учењето, ама се соочуваме со доста интересни предизвици на кои што ги решаваме заеднички со нашите колеги, бидејќи сме доста колегијален факултет пред себе.
што носи многу големи предизвици секојдневно и тие проблеми мора да ги совладуваме со нашите колеги, така да би рекол дека да се биде студент на градежен факултет пред све треба да си колегијален и да се спремен да се соочиш со проблемите. Така. Е сега да се навратиме малце назад на да направиме на ретроспектива. Еве професоре на вашите студентски денови, како беше да се биде студент во ваше време, вие душ студиравте? Да, видете, беше многу поразлично, че јас сум некоја генерација 93-та да оддадам за моите години, 93-та генерација кога се запишат на факултет, на градежен факултет и сосема пристапот и принципот на студирање беше поразличен. Се работеше на програми доста, се работеше рачно доста, не располагавме со многу литература, книги, главно се учеше од скрипти, така да не беше лесно. Професорите посветуваа повеќе внимание на базичните теми и науки и пресметки, што е сосема различно денеска. Денеска студентите и да речеме многу од литературата светска им е лесно достапна, се користат софтвери, нормално подинамично е самото студирање, така да има и одредени предизвици за нив, како што каже и студентот. Се јавуваат поквалитетни студенти, тоа е евидентно и јасно, така да сакам само да сумирам дека секое време носи своји предизвици кои што се различни во формат и начините на кои што се надминуваат, меѓутоа пораката најбитна што сакам да испратам е дека студентите мора пред се да бидат посветени и дека не постои проблем кој што не може да се совлада доколку вие се посветите на одреден студиум, да речеме, одреден предмет и така натаму. Така, додека сме нели еве наназад во вашите студентски денови, дури вие бевте студент, дали може би некогаш замислувавте дека ќе бидете декан и дали сакавте да имате некоја таква функција, па и академска нели функција? Да, ова прашање не го очекував, значи сигурно не очекував да бидам декан. Работите некако се поврза и денеска сум на таа позиција. Она што можам да кажам во мојот случај, јас студирав сосема друга професија, учев во средното училиште Корчагин и бев информатички техничар, значи природно беше да се запишам на ФЕИ, да речеме на факултетот за компјутерска технологија и информатика. Меѓутоа така се наведоа работите и се запишав на градежниот факултет, каде што едноставно се пронајдов самиот себе во студиумот. Значи се работи за еден студиум кој што не е лесен, како што не е ни еден студиум лесен, да речеме, се бара основни познавања од некои базични дисциплини, како што е математика, физика, така што е поразлично од општествените медицинските науки, што не е во првиот момент лесно. И јас тука релативно подобро се снајдов, зашто тој од математичка гимназија и тој дел не ми представуваше проблем, така да имав можност да се насочам на што ги викаме ние оние проектантски предмети кои што градат, создаваат, што вистина ме анимираше, ме повлече некако и се пронајдов, да речеме, во таа задача како проектант. Од студентските денови веднаш ме избра за демонстратор. Накратко кариерата па за асистент отидов на студии во странство, во Германија на магистарски студии, па се вратив и потоа, да речеме, продолжив да работам на факултетот, потоа на докторски студии, повторно во Германија, па назад, па професор, па од доцент, да речеме, и така натаму, за да денеска те гледате како човек, како е посветено на што го спомнавме претходно, сигурно животната патека ќе го води и ќе го насочува и до некои обврски и функции како што е да се биде декан на градежниот факултет. Не желам ни еден момент, спомнавте да се враќам на иницијалното прашање, значи не ми беше приоритет никогаш, ние сме во академијата за да се бавиме со наука, а не да имаме екзекутивни извршни функции некакви и управни. Најсреќни сме кога сме со науката,
кога сме во лабораторијата, кога работиме на конкретни проблеми, меѓутоа некогаш човек треба да се одважи и ако се чувствува доволно спремен и сака нешто да промени, да го прифати тој предизвик едноставно, како што викате вие младите, и да проба дел од своето искуство што го стекнал или го видел надвор, кој што ви кажа, да проба да го имплементира кај нас дома. Така, се согласувам апсолутно со тоа што, како што напоменавте и вие, нели сте имале почетоци овдека со студии, потоа во дообучување и нели студии во странство, па сте се вратиле овде, така да слободно можам да кажам дека сте една инспиративна приказна која што може да биде пример за студентите на Градежен, па и не само на Градежен, туку и на останатите нели студенти на УКИМ. Така што баш ми е драго што денеска ве баш угостив и гости од Градежен. И сега да се навратиме малце, Миладин, на факултетското студентско собрание. Ме интересира како би опишал улогата на факултетското студентско собрание на Градежен факултет, затоа што секое факултетско студентско собрание на сите факултетски единици си има своја засебна приказна, статут и по кој што работи. За факултетското студентско собрание под број може да кажа дека ние се залагаме многу за нашите студенти. Пробуваме секој ден да направиме нешто подобро за нив, дали било од забавен карактер или било од академски карактер за распоред из испити или за други работи. Би рекол дека за факултетско студентско собрание не само кога сум јас председател, туку и прошлите председатели што биле пред мене, то секогаш залагане за активности внатре факултетот. Сега може да се пофалиме ние како студентско собрание дека имавме иницијатива за правење на пинг-понг сала, па со деканатот успеавме да ја направиме за релативно кратко време. Исто така како студентско собрание организираме настани кои се од забавен карактер или од академски карактер, што нашето студентско собрание овозможува учество барем на 2 до 3 конгреси годишно и на настан грежњада што е од академско забавен тип и би рекол бидејќи на тоа патување ние имаме шанса да се запознаеме со колеги од српските факултети, со факултетот од Косово, од Црна Гора, од Хрватска и од целиот Балкански полуостров. На тој настан ние учествуваме како факултет на кој што се напреваруваме дисциплини од академското поле, што е статика, геотехника, геодезија, хидраулика. Исто така имаме и што се напревари во спортските активности, кој се разбира пред све дека има и дел забава на тие што тоа да речам како едно настан што ги ближува студентите од целиот Балкански полуостров и е доста интересен за нетворкинг и може да запознаеме со колеги од други држави што направи струката ќе ни треба ако работиме во било која балканска земја. Така. Нели напомена меѓународни соработки, конгреси на кои што студенти на Градежен можат да ги посетуваат, потоа спомна настани кои што ги организирате вие како факултетско собрание, но на почетокот напомена дека и тоа е така, не само во факултетското студентско собрание на Градежен, туку сите факултетски студентски собранија се овде за студентите. Па најчесто студентите кога имаат некои проблеми се обраќаат кон факултетското студентско собрание, кон делегатите и кон председателот. Па мене ме интересира кои се најчестите проблеми кои што допираат до вас како факултетско студентско собрание од страна на студентите. Баш интересно. Студенти со конкретни проблеми, дали да речеме биде од аспект дали некој професор нешто не ги пуштал или имале проблем со професорот, досега такво и за среќа сме немале. Студентите во главно идат врусошите од прва година кои се нови на факултетот и му треба одредена навигација да му кажеме како треба да студира за одредени предмети, како да ги пишува програмите. Генерално тој аспект најмногу им тие се да речем најголемите проблеми што се во студентите. Па за студенти од втора или трета година и нагоре, па да речем дека и никој досега не се пожалил со било каков проблем од било каков карактер, туку само генерално во прва година кај што студентите се малце нови, знаете, промена на местата, малце му е чудно и му треба некој да ги усмери, не само ние како студентско собрание, туку сите студенти на факултет се желни да му поможат на било кој колега, дали било од прва година, од втора или од трета, тоа не е воопшто битно, туку хај нас владува колегијалноста пред све. И
голем процент ја посетува нашата дигиталнош, многу ја користиме и таму се пишува програмите каде што да речеме таму се создаваат проблемите во студирањето, но има секој студенти дали од погорната година што го положил преметоди што им поможил во секое можно време. Така да, студентите, како што напоменати, најпрво нели брзошите се соочуваат со огромен број на предизвици, па сигурно и од поголемите години нели од погорите години има предизвици, тоа е неизбежно. Во секоја година си има свои предизвици. Сега од друга страна, професоре, кои се најголемите предизвици со кои се соочува еве градежен факултет? Да, вака, најголемите предизвици на денешницата и во нашето општество се во основа интересот на младите да студираат на факултетите. И ние доста вложуваме, еве и ова активно што гостуваме кај вас се дел од таа слика што сакаме да ја прикажеме, а тоа е да привлечеме што повеќе млади да се запишуваат на нашите факултети, не затоа што и не достигаат, него заради тоа што имаме и реално што да им понудим. Можеме да им понудиме квалитет. И споменав ја за моето образование, меѓутоа не сум единствен со такво образование на мојот факултет. Че имаме колеги, имаме одлични соработники со универзитети од цела Европа. Не само од Германија, од Франција и така натаму. Се врски кои што ги градиме долго време и врски кои што гарантираат квалитет за младите. Значи, brain drain-от е првата и основната, да речеме, работа која што е голем предизвик за нас како универзитет и како општество и треба да бараме начини како тој проблем, иако е тешко да се решава во некои рамки, меѓутоа потребно е сите да се трудиме колку можеме во своите средини, локално, меѓутоа да се трудиме и глобално да делуваме тоа да се промени. Ние веќе имаме повеќе иницијативи за тоа, се трудиме да бидеме атрактивни за младите, бараме соработки со индустријата и секако соработки меѓу универзитетски, меѓу факултетски, реков само не во регионот, туку и пошироко. Мислиме дека тоа е клучот да образованието наше го интернационализираме и да го направиме глобално. Зашто? Затоа што од тој случај студентите ќе сватат дека може да имаат и добри услови и тука дома да студираат и нема да го бараат својот излез надвор во некоја друга земја. Нормално треба да се почитува гласот на младите, доколку они сметаат дека тоа е подобро за нив, секогаш треба да им се дозволи и да им се пружат можности исто да се обезбедат можности, иако сметаат да идат во странство, да стварно посетуваат таму, затоа што вистина науката, образованието не би требало да има граници, да кажем. И треба само да се бориме со квалитет, за да достигнеме одредени нивоа, одредени висини, да речеме, во нашите професии. Тоа би било второ. Трето, ја спомна веќе интернационализацијата. Нашиот универзитет генерално мора да работи. Тука е и градежниот факултет. Морам да ви кажам, ние сме меѓу подобрите единици на науки во однос на интернационализацијата. Имаме повеќе годишни соработки, да не речем и генерацијски соработки со универзитети. Јас имам одлични соработки со универзитети каде што јас завршив, значи тие прски конекции останали и денеска ги негуваме. И мислам тоа е една предност која што треба да искористиме, па и во насока на подигање на научните достигнувања. Значи секогаш научните достигнувања се подобри и побогати доколку ги работите со луѓе кои што имаат пошироки сознанија, имаат повисоки нивоа, така да ние се трудиме во таа смисла да изградиме една соработка во која што ќе ги достигнеме некои наши, да речеме, желби за тоа како го гледаме нашиот факултет и нашиот универзитет, да кажам во иднина. Предизвици има и реални, секојдневни. Например, морам да го споменам можноста за вработување, тоа не е една болка голема, веројатно и другите професори, не само на градежен факултет, по широко науки би се согласиле со тоа. Значи имаме еден проблем хроничен со вработувањата на младите кадри кои што се неопходни за да живеат на институција како што е факултетот.
Младите се оние што ја прават разликата и кои што се вложуваат во науката. Поискусните, како мене сега, ги даваат насоките, искуството го пренесуваат и така натаму. Значи, за да живее тоа навистина, треба повеќе работи да се поклопат, за да можат резултатите да бидат онакви како што ние ги посакуваме, а тоа е да нема големи разлики помеѓу светските универзитети, европските и домашните тука. Јас би можел да редам уште многу, сакам да кажам само дека ги споменав оние што за мене лично представуваат работи што се предизвики на кои што најголем дел од мојата енергија во овој период на деканствување вложив и планирам да вложам и во иднина уште повеќе. Сметам дека треба секојдневно да се работи, да се бараат решенија на секаде. Значи, не да се затвориме во една канцеларија и да сметаме дека никој не ни помага, него ние мораме да бидеме активни, да делуваме, да бараме решенија и мислам дека со таков само пристап може да се дојде до целта. Да, професоре, споменавте нели меѓународните соработки, дека целите кон младината за да може да ја привлечете фактички матурантите, средношколците да дојдат и да се запишаат на градежен факултет. Ги споменавте и тоа вработување кое што генерално е проблем на повеќето факултети, не само на градежен. Па мене ме интересира, знаеме добро, свесни сме дека живееме во ера на дигитализација, во ера на вештачка интелигенција, на каде цели факултетот од тој аспект и кое е вашето размислување за дигитализацијата, за вештачката интелигенција, како тоа ќе влијае врз градежништвото? Да. Пака прво да ви кажам дека јас сум човек кој е про дигитализација, про технологија, значи апсолутно сметам дека развојот на технологијата, посебно дигиталната, е еден сериозен напредок и кој може само да доведе до квалитет. Точно е, сега некој маилстон е моментално некоја точка во која што ние треба да преобмислиме како во иднина ќе се одвива образованието, имајќи предвид вештачката интелигенција која спомнавме, али тоа е наша задача. Ние мора да ги пронајдеме начините и системите како може да коегзистираме со таа вештачка интелигенција, затоа што науката и професијата не е само вештачка интелигенција. Таа е алатка која ви помага да ги совладете секојдневните рутини полесно и да достигнете некои повисоки нива. Имено градежниот факултет и претходно доста вложувал во развивање на подигање на технологиите во самата наша институција и морам да ви кажам дека еден од првите компјутери кои пристигнат на универзитетот, збориме за 50-тите години, далечни, е токму компјутерот кој што е пристигнат на градежниот факултет, набавен е заедно со неколку градежни компании во тоа време, бил многу скап. Јас нормално овие сознанија ги имам само од прераскажување. Меѓутоа интересен факт сакам да ви кажам со ова колку сме ние блиску до технологијата, компјутерската технологија и така натаму. Ние се трудиме индивидуално, меѓутоа и као колектив, да ги следиме трендовите. Трендовите ги следиме, ги пратиме и укажуваат главно во неколку правци, тоа е користење на Building Information Modeling или BIM технологијата, која го менува комплетно концептот на тоа како ќе се проектираат конструкциите во иднина, поддржани од, како што кажав, компјутерската технологија, базите на податоци и така натаму. Значи, самото проектирање 3D и 2D ќе се одвива, тоа го имаме и моментално на нашиот факултет, каде што имаме и со такви предмети, кои што се учат на вториот циклус на студии на градежниот факултет и самите студенти веќе ги подготвуваме за она што ги очекува за работа во фирмите. Потоа користиме голем број на софтверски пакети, кои што во различни области, ќе збориме веројатно потоа за кои области ги покриваме во градежништвото, се повеќе области, и тие софтвери се специализирани во секоја област со одветни софтвери и ние ги имаме тие подол период, ги набавуваме, ги апдейтираме и што е најбитно се слободни, односно се со соодветни лиценци за студентите во нивната работа на вежби да можат да ги користат. По тоа аспектот на
следење се користиме со дронови, со различни технологии, лидар, скенери, што се најсовремени уреди за следење на состојбите, мониторирање на објектите, повеќе во делот на геодезијата, која што е примерна задача нивна е да ги следат, да ги мерат објектите. И уште многу други аспекти кои што ги допираме, меѓутоа, како што кажав, технологијата многу забрзано се развива. Тоа малку ме плаши, можеби поради моите години не можам да следам доволно брзо, меѓутоа, како што кажав, јас доаѓам од еден бекграунд, од едно образование кое што е компјутерско и секогаш е за мене предизвик да се запознам со новите технологии, да видам како тоа може да се искористи таа технологија за да се унапреди процесот образованието, а се во интерес на студентите да добијат и поквалитетни информации и повеќе да научат. Треба ние како професори да размислиме, да реобмислиме. Знам дека јас користам, да речеме, AI во мојата настава, на начин на кој што сакам многу срамежливо, меѓутоа им представам таа технологија на студентите, иако мислам дека и не дека им фали некаква помош во тој дел, они се веќе сериозно образувани во тој дел и барам начини како да им покажам, да речеме, како истата да се користи за да се унапредат овие предавања. Комплетно наставата не може да се, ако размислуваме да се замени од теја, и тоа е во нашите технички струки скоро незамисливо, меѓутоа може да помогне многу во самиот квалитет, да се подигне квалитетот, како што кажав и така натаму. Сметам дека сме испречени пред еден предизвик и дека треба да ги следиме трендовите, не треба да се плашиме од овие нови трендови, нови води и мислам дека со активизам, со вклученост во тоа ќе се изфилтрира и ќе се издиференцира насоката во која што ние ќе треба да се движиме како професионалци, како професори и како фела и да помогнеме, да речеме, едноставно да се изгради еден подобар концепт образовен за нашите студенти. Да, професоре, како што напоменавте, нели дека уште од првиот компјутер на кој што достигнал на единиците науки бил наградежен, а и по тоа што можевме да го слушнеме од вашето излагање, можеме слободно да заклучиме дека и tekako градежните факултети ја следи нели дигитализацијата и развојот и баш ми е драго и тоа може апсолутно да биде еден доказ дека може и техничките струки нели да се прилагодат на дигитализацијата и на вештачката интелигенција. И сега, Миладин, да се навратиме ние на факултетското студентско собрание на студентите. Конкретно ми интересира и сакам да те прашам, каква е соработката помеѓу деканатот на градежен факултет и факултетското студентско собрание? Одлично, јас во мојот мандат како председател, тогаш испадна и професорот Јосиф да стане декан, а од тогаш работиме заедно. Не можам да кажам лоши зборови, бидејќи јас, како што напоменав претходно, ние одиме на конференции, одиме на забавни настани, се учествувавме на трка. За сите тие настани потребни се парични средства или знаење на спонзори или било каква помош. Од деканатот нашиот деканат никогаш не направил проблем или не ни ги вратил нашите барања кога сме говорале средства или сме говорале било каква помош за студентите, дали било за одредени предмети кај некој од продеканите, никогаш не се биле вратени. За тоа не е општо како да речам за деканатот, тоа е општо нашиот градежен факултет. Не ние како студентско собрание се обраќаме, туку било кој студент да оди кај професор или кај деканот или кај било кој продекан, никогаш нема да биде вратен. Дали ако оде кај деканот има одредено барање или кај одреден професор му треба помош во и надвор од работно време, морам да напоменам, бидејќи јас лично сум бил многу пати кај професори за да побарам помош за програмите, бидејќи таа спомнавте вештачка интелигенција, дигитализација и други работи, но одредените проблематики што ги решаваме ние како студенти на градежен факултет не може да бидат решени од вештачката интелигенција, бидејќи за среќа или за жал се уште не толку унапредната, да кажеме, во овој период. Па за таа цел ние мора да одиме кај професор, да прашаме и
никогаш не сме биле вратени да бидам искрен, сме биле кај професори во кабинети во 6 од вечер и во 8 да прашаме за некој проблем. Секогаш професорите биле многу окей, ни го објасниле проблемот детално, ќе ни објасне други слични проблеми на тоа што сме прашале за да добиеме логиката, да кажем, на проблемот. А ние го студентско собрание, работата, мислам, врската со деканатот, да речам дека ние сега одлично, не можеме да се пожалиме, и ги за смешно, за сите барања што сме ги доставили од деканат, сите ни биле позитивно одговорени, никогаш не сме биле, немало никаков проблем. Па можам да кажам дека сум доста задоволен, па така било и во прошлите деканати, и се надевам така исто ќе биде и во идните. Така, и јас се надевам еве. Баш ми е драго што имате одлична соработка, нели, деканатската управа и студентите и факултетско и студентско собрание. Сега, професоре, да ве прашам колку е важна комуникацијата и соработката помеѓу професорите, деканатот и студентите. Мислам дека е основно, да ви кажам. Комуникацијата е нешто што е неопходно да се има по нашата професија, како професори, во високото образование, затоа што таја води единствено кон прогрес. Води кон разбирање, кон дискусија, кон дебата, кон, кој спомна колегата, расчленување на проблемот и изнаоѓање на правилното решение. Секогаш постојат повеќе решенија, некои се подобри, некои се полоши, така и во техниката, да речеме и во нашата професија, во самото градежништво. И само преку таква комуникација, односно ја велам интеракција помеѓу студентот и професорот, може да се достигнат оние, да кажам, знаења кои што ние сакаме да ги споделиме, а студентите треба да ги добијат или се стремат да ги освојат. И јас мислам дека професорот треба да е исто и добар мотиватор, се повеќе со новите генерации, така кој можем да направиме пресег. Рековте, јас сум студирал во некое друго време, сега се односите малку поразлични и така натаму, и мислам дека треба да сме и добри мотиватори, комуникацијата секако стимулација. Ви кажав, јас тоа го користам многу во секојдневната моја работа, практично на самите предавања многу наликуваат и на одредена дискусија, тоа може да го потврдат и моите студенти. Веднаш кога ќе осетам дека ги губам со поглед, некако ги губам нивните погледи или концентрација, јас веднаш прекинувам, поставувам некои прашања да проверам колку ме следат и така натаму. Мислам дека не постојат, тоа стално го кажувам јас во моите предавања, не постојат глупави прашања. Едноставно постојат прашања кои што заслужуваат одговор. Колку повеќе се дискутира, толку повеќе дилеми ќе се разрешат, и што за мене е предизвик, искрено да ви кажам, и од реакциите на студентите морам да кажам дека после таков еден пристап они се осеќаат и позадоволни, сигурно и повеќе ќе научат и така натаму. Така да комуникацијата е основна, професорите мора да се добри комуникатори, мора да се добри мотиватори, веќе кажав. И само на таков начин може да имате одреден успех, а нашата професија е благородна затоа што образуваме млади луѓе кои што, морам да ви кажам, и очекуваме да не надминат нас. Не да бидат на ниво, на наше ниво, мислам професионално сознањето, него и да стремиме секогаш да идеме еден чекор повеќе, така да и во целата комуникација јас се трудам да вметнам содржини, модерни содржини, најнови содржини што сум ги прочитал во журнали научни, во пейпери, да речем, во трудови, така натаму, за да они практично добијат таа слика и полека ја изградат фактички таа слика која што е секогаш сложена, меѓутоа мора да се започне од почеток ако сакате да ја составите целата слика за вашата професија, за она што вие градите или како треба да делувате, треба да се почне уште од самиот почеток. Едноставно
барањата, нивото на професијата во која што сме ние, како што споменавме, од година на година, од декада во декада напредува многу забрзано и се бара континуирана посветеност, образование и така натаму информирање. Да, апсолутно ќе се согласам, затоа што една мисла можам да кажам, која што кружи помеѓу студентите и професорите, е дека нели професорите се тука за студентите и така треба да биде, и тоа треба да биде и пример по кој што треба се водат сите професори, не на градежниот конкретно, туку општо на универзитетот Свети Кирил и Методи, па и пошироко. И сега на почетокот од емисијата нели не поменавме, моментално сме во период каде што ни завршуваат средношколците, односно 4-та година имаме матуранти. Тие во текот на летото, особено август и септември, веќе тука ни е првиот уписен рок. Сигурно веќе има, тие веќе се нели некои се уште се мислат, некои се одлучни каде да се запишаат, но ете оваа прилика да ја искористиме и да направиме една промоција. Професоре, кои студиски програми ги нуди Градежниот факултет за ова уписна година? Да. Вака година назад Градежниот факултет веќе нуди 3 студиски програми, во кои што не значи по автоматизам дека секоја година се исти, нормално ние предметите со секоја акредитација ги осовременуваме содржински и секако. Меѓутоа тоа се студиската програма за градежништво, студиската за програма за геотехника и студиската програма за геодезија, или ние тоа го велиме 3G, значи 3 студиски програми кои што започнуваат со Г, кои што се едни области многу значајни, меѓусебно поврзани, меѓутоа со одредени специфики за да бидат издвоени во посебни студиски програми. Имаме комплетен циклус образовен, високообразовен во 3 циклуса на додипломски студии, постдипломски или магистерски студии, докторски студии, кои што се одвива по сите 3 студиски програми. Понатаму градежништвото, кој што е можеби големата студиска програма, да речеме, и најмногу бараната или посетената, таа во вториот циклус се дели на конструктивна насока, на хидротехничка насока за транспортна инфраструктура, и сега се трудиме организација и менеджмент е една насока или област која што своевремено била на Градежниот факултет, била и многу развие, меѓутоа во последните години замрела и денеска се трудиме да ја подигнеме, затоа што гледаме дека потребите во реалното инженерство и знаењето за управување со проектите е една од клучните работи. Значи не само да имате технички компетенции, него да имате и управувачки способности, кои спаѓаат и одредени меки вештини што ги веле. Така да Градежниот факултет има долга традиција во која што се пренесувало знаењето и предметите содржински и секако од генерација на генерација, и во секоја генерација наоѓала начин како да ги унапреди, подобри да речеме. И морам да ви кажам искрено, моментално на Градежниот факултет имаме една млада генерација на доценти, вонредни професори, па и редовни помлади професори, условно да кажам, кои што се стварно желни да направат исчекор со ова ново време и во нивните предмети да воведат содржини кои што се модерни, атрактивни и кои што се во тек со времето, да кажам, и светските трендови. Така. Сега да се надоврземе овдека нели на уписите на студентите повторно се навраќаме. Миладин, сакам да те прашам како би го опишал еве накратко со 3 збора студентскиот дух на Градежниот факултет? Студентскиот малце е тешко со 3 збора, ама ќе се обидам да ги сликата на студентскиот дух. Првиот збор што би го кажал е колегијалност. Вториот збор е посветеност и третиот збор би го кажал дека сме работни луѓе, пошто сме многу посветени. Значи, првиот збор колегијалност морам да го изјаснам, бидејќи како што напоменав претходно, за нашите програми дека ќе ги напише некој студент сам, просто не верувам, бидејќи се доста опширни и доста обемни. Единствено нема да го свади целосно програмот, па ќе најчесто ние ги пишуваме во групи.
Јас веќе трета година ево со моите колеги сите програми ги пишеме заедно, што многу ни помагат и добиваме на време бидејќи еден знае една работа, друг знае друга работа и тоа многу ни помага. Би рекол дека со добра колегијалност тие си го рестувате вашето студира за 40%. Од бројува шоферов посветеност, навистина, нашата струка е доста сериозна, бара многу работа, бара мако трпност, значи не сме да се откажуваме и пред све ние мора да сме посветени на струка, значи не можеме то да завршиме и не можеме да научиме цела струка, бидејќи ова е многу опширна струка, што како што напомена деканот се дели на 3, како јас стоиме дражништво. Мора да бидеме малку страпливи за да времето си го кажа своето, например, јас ќе кажам од трета година. Во трета година веќе јас како студент почнав да ги поврзувам сите работи што сум ги учил до прва и втора година. Имавме предмети како статика, како механика на флуиди, тие предмети не ги разбирате доволно се додека не почнете вие со проектантските предмети, како што се армира бетон, фундирање, чели. И кога ја почне да ги учите тие предмети, гледате дека цела ваша посветеност почнува да се исплаќа и многу полесно ги разбирате на тамошните тематики во факултетот. И под број 3, како верав, мора да сме работници, мора да сме работели, да ја сакаме струката, бидејќи со малку учење факултет не се завршува, градежен факултет особено не, значи мора да сме стаработни, мора да учиме секој дневно, да ги обновуваме нашите знаења, да се подобруваме во полето, да учиме нешто плюс од предавањата, да кажам, бидејќи во 3 часа во еден ден сигурно професорот не може да ни го долови целосна тема, а затоа ние мора да име дома, да употребиме различни алатки, да се надоградуваме самите себе си секој дневно, што еден ден сигурно ќе ни се исплати, ќе сме побарани на пазарот на труд, ќе имаме подобри способности и ќе можеме многу полесно да ги решаваме проблемите, бидејќи главна карактеристика како еден инженер, да наречам, е снаодливоста. Бидејќи секој проблем, барем ево во текот на моето студирање бил различен, никогаш не сум добил 20 проблеми што треба да ги решам различен, не, секој проблем бил различен, што јас треба да сум доволно снаодлив за да можам да го изнајдам точното решение во брз период, да кажам. Па со тие 3 збора мислам дека можам од прилика некаде да го доловам студентски дух на градежен и со објаснување се дека ме разбраја колегите кои сака да се запишат на факултет во Индина. Така, апсолутно. Не сам градежниот сегде, значи на сите факултети треба да има колегијалност, затоа што велат дека со колегијалноста 50% од факултетот е завршен, посветеноста, среќата и работливоста, како што спомна ти, на крајот го формира тој финален пакет, дали инженер, дали доктор, дали економист и така натаму. Сега додека сме кај уписите, професоре, еве што би им препорачале на матурантите, на идните студенти кои што сакаат и размислуваат да се запишаат на градежен? Да, јас би им препорачал едноставно да размислат сериозно, затоа што се работи за една благородна професија. Имено тоа размислувам сега зашто и јас се одлучив да студирам градежен е тоа што вие практично со оваа професија создавате дела кои што остануваат и после вас. И тоа не е мала работа, да речем. Тоа е нешто што ве прави горд, не само во моментот, него и во целиот живот. Нормално се гордееме со своите значајни и квалитетни дела. Не може секоја професија да се пофали со тоа го имаме ние. Она што младите луѓе можеби би ги интересирало е перспективите за вработување. Мислам дека моментално нашата професија е во успон, што се вели, во некаква состојба на развој, затоа што, како што споменавме во дискусиите претходно, се развива и технолошки, меѓутоа и се развива и во делот во општествени некои рамки. Значи, во ЕК се изградба на многу сериозни стратешки објекти, капитални објекти, кои што се многу вредни и значат и побаруваат големи, да речеме,
ангажмани од актуелните инженери, меѓутоа и од генерации понатаму кои што ќе се образуваат во нашата градежна професија. Она што исто се нуди, да речеме, на градежниот факултет, веќе кажа и нашиот председател на факултетското студентско собрание, тоа е една здрава средина во која што студентите работат и живеат хармонично меѓу себе и си помагаат. Професорите се секогаш блиску до нив да помогнат во сите ситуации кога ќе бидат потребни. Нивото на образование можам да се пофалам, верувам и на целиот универзитет, меѓутоа на градежниот факултет сме посебно горди што многу од професорскиот кадар е едуциран во странство и се вратил назад да предава и да продолжи во рамките на нашиот факултет, што носи еден дополнителен квалитет, да речеме, за идните студенти. Пазарот на трудот отвара многу можности секојдневно. Дипломата е признаена не само кај нас, него пошироко. Имено интересот за вработување на градежни инженери во европските земји, посебно во Германија, е сериозно голем, да ви кажам. Практично не постојат градежни инженери кои заминале во Германија и да не нашле соодветна работа или работа согласно нивните барања и соодветни примања финансиски во нивната работа, така да сите овие аспекти, да речеме, би требало да се земат во предвид кај младите луѓе кои ќе размислуваат за нивната идна професија. Можат да работат во канцеларија, може да бираат каде ќе работат, може да работат на терен, на објект што се вели, да бидат вклучени во самиот процес на изградба, што е посебен тип на предизвик, морам да ви кажам. Иако делува грубо за оние што сакаат пофини работни средини и така натаму, можат да работат во канцеларија, како што спомена, во проектантските бироа, каде што се проектираат самите конструкции и така натаму. Она што е исто значајно е дека нашата професија градежна е регулирана професија, меѓу малкуте што се регулирани, што значи тоа дека се европски признаени, кои што имаат и обврска да испунат одредени барања, како што е, да речеме, медицината, исто така фармацијата, кои што се јасно пропишани и ние практично нашето образование околу тие основни барања и принципи го организираме. Тоа не прави да бидеме полесно достапни и самите студенти или идни инженери да можат полесно да конкурираат на работа во странство, зашто ние имаме и професионална комора која издава соодветни овластувања со кои што им се гарантира дека можат одредени работи да ги изведуваат, да ги проектираат, да ги ревидираат и така да вршат стручен надзор, што е еден квалитет што другите професии го нема. Нормално со секое овластување или сертификат вие добивате дополнително признавање и валоризација на некој начин. Дали за некого финансиската валоризација е најбитна, кај другие, да речем, предизвикот и валоризација во смисла да се изгради некој сложен објект, значаен објект, секој човек во себе има различни цели кон кои се стреми и ги гони, да речем, на некој начин да ги достигне. И сметам дека оваа професија практично е едно од тие професии што нуди многу различни спектар од можности и секој има шанса да се пронајде во некој дел од оваа, како што реков, многу благородна професија. Така, професоре, би јас ки упатам до нашите гледачи, доколку не гледаат нашите матуранти и студенти, доколку ги влече самото градежништво, доколку им идат предметите кои што се важни од овој факултет, нели да се запишаат на факултетот, и јас не се сомневам дека ќе го направат вистинскиот избор. И сега еве за самиот крај на емисијата, вие како декан сакам да ве прашам која е вашата визија за градежен факултет? Да, мора да имате визија. Секој човек што живе и твори, како што ние твориме како академски кадар и научно, меѓутоа и преку нашите студенти, мора да има одредена визија.
Јас имам повеќе визии, имам професионални визии, имам визија за тоа каде се гледам себе си лично, јута сега ќе зборам од мојата моментална позиција, тоа е позиција декан на градежен факултет, каде ја гледам мојата институција во иднина. Значи, ја гледам во европски рамки секако. Ја гледам во образовниот процес, блиска до оние процеси кои што се одвиваат на современите и модерните универзитети. Ја гледам институцијата научно достижна и подигната, што е апсолутно предизвик, кој што кажав и на самиот почеток од нашиот разговор за секој што се нафатил на оваа функција да биде декан на одреден факултет. Потоа, визијата е за мене да ги привлечеме младите луѓе, да им ги отвориме тајните на нашите професии, што не е лесна задача сама по себе. Бара многу мотивираност, откажување, меѓутоа и задоволство, нуди одредено задоволство. Институција, ја гледам како институција која што ќе учествува заеднички со други институции, паралелно и сами ќе координира научни проекти кои што развиваат високи технологии, кои што спомнавте. Не е тоа толку далечно колку и да звучи вака во еден разговор. Ние имаме одлични резултати во тие, потребно ни е можеби некогаш подобра менаџирање, организација и поддршка. Сами како единици не можеме, тука треба УКИМ да се вклучи, што и го прави, и тоа некогаш и државата треба да има стратегија и концепт и да ни помогне на тој начин овие визии да за една подобра, како да кажам, поквалитетна институција која ќе создава и подобра иднина за нашите деца, на крајот на криштото, така сите имаме одредено потомство, да пружиме подобри услови, да имаат и подобар напредок и подобар живот, така натаму. Мојата визија е да бидеме една современа, модерна установа која што ќе ги еднакво ќе се вложува во делот на образованието, во делот на науката и ќе делува како еден општествен двигател на процесите. Тоа е нешто кон кое што сметам дека треба да стремиме секогаш и да се трудиме да постигнеме повеќе колку можеме, да речеме, во тие периоди во кои што имаме некакви или управувачки функции или некакво влијание во општеството. Така, професоре, јас можам само да ви посакам успех. Ја ти благодарам. Како декан или на градежниот факултет, меѓутоа тебе можам да ти посакам успех во студиите. Па понатаму, еве се надевам дека во некоја следна емисија можеби, како градежен инженер ќе можеш да дојдеш да гостуваш, нели, и да размениш повеќе искуство од таа гледна точка. Јас искрено сакам да ви се заблагодарам уште еднаш што одвоивте од вашето време. Искрено се надевам дека успеавме да го представиме градежниот факултет накратко во овие некои 45-50 минути. Така да ете, и мислам дека ќе ги мотивираме матурантите кои што се уште се во дилема каде да се запишаат. И се надевам дека градежниот факултет ќе биде нивна сигурна станица и можам да кажам дом во наредните колку 3 до 5 години, да го продолжат и понатаму со студиите. Филип, ти благодарам и јас што ни даде можност да се представиме како институција градежен факултет и се надевам дека ќе имаме уште многу можности други да соработуваме. Искрено ова сега на крајот ќе кажам и прв подкаст на кој што сум учествувал. Помина се во една пријатна атмосфера и ти благодарам за тоа. Благодарам и јас на вас уште еднаш. Почитувани драги гледачи, драги студенти, ова беше градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Ја заоставам во добро здравје, пријатно расположение и се гледаме во наредното издание на емисијата Студентски пулс.